и вика полно е змиишта. Јас сакам да нарам некој змии. Се ова е полно со птици. Тоа е тоа. Знаете дека прв пат ние... Сега се враќаме назад во Македонија. Го врзуваат брат, беше да малце. Го беше amazing. А сега? Поздрав екипа, само што завршивме нашиот кампинг одмор во Љубаништа, нашиот омилен камп во Република Македонија и моментално движиме, се уште не знаеме на каде. Дали ќе одиме на кај Радош да најдеме риба или ќе одиме на кај Преспа. Чудиме се да го најдеме добро крапче некое во Преспа, преспански крап. Имам едно дојрански крап, имам едно и охридски крап, но немам едно преспански крап. И сакам да ја видам црквата во Курбиново. Имало некоја фреска, некој ангел таму од Курбиново што вредело да се види. Луѓе, гледате го овој поглед. Калиста е една од најубавите планини, искрено ви кажам. Дали сте биле виле на Магаро? Ние сме биле се 2 пати сме биле. Ти си бил на Магаро бе? Магаренце мало. Кај знам. Еве го црквичето. Свети Ѓоргија. А чува. Са пак некоја змија да не видам само. Ете ни го Љубаниште кампот. Сега ќе одиме накај Преспанското езеро. Ево тука да знаете се трга да си искачите на Магаро. И еден тон холанѓани се овдека. Многу добра патека, многу убав поглед од горе имате. Еве галичица да ја видите од другата страна. Тоа што го снимаме често со дрон, што ги гледавте видеата, е вака од другата страна. Само да знаете дека тука има отровни змии. На англиски се вика viper или Македонски поскок. на македонски поскок, да. А на маđarски? Випера. Што видовме ние кога бевме у Таур? Смок. Смок! Ете така бе брат. Е сега, значи имаме мисија да доеме ако можеме до островите и да јадеме крапче. Дали езерото волку повлечено или што е, не знам. Спомрено се овдека. Сега еден чичко тука застанал стења, ама он е од Конјско, ми кажува, прашаме во ресторанот, они ќе ни кажале се, и вика полно е змиишта, има стара црква и се вели дека тој остров е градот на цар Самуил. Е сега, тука еден бачко го запознавме, ми кажа да идеме во село Конјско и од таму ќе фатиме чамец да не однесе до голем град. Финтата што е, ако идеш од Стење, ти е 80 евра. Ако идеш од Конјско, ти е 50 евра. Имаме уште за возење, уште. Езерото е под нас. Само да кажеме дека мали брат Пич не ужива ваква патека, затоа што многу тропа све и бучи. Се фура. Мали брат пацата, ајде уште колку има. Се заглавивме се на кола, ама дечките се враќаат. Респект голем. Кажу ние у Рикверц нема шанси. Благодариме многу. Стигнавме да ви покажам куќата. Ова е Македонија. Еве го селото. Овдека е баш старо. Но има и нови објекти. Јас имам што ми треба, имам нож. Буквално прв пат доаѓаме овде. Како изгледа овој дел тука на крајот на нашите граници. Ево тука идеме сега. Надоле, таму се кајчињата, а таму е голем град. Вика дека овдека времето стално се менувало на план, значи стално врнало. Еве ни го превозното средство, доле се школки. Идеме со Чикокице, он е главниот овдека што ги носи турите. Си гледај водата. Песок, но овдека како што ви кажав има многу школки. Е тука без папуча не сиде бидејќи може да ве реши. 3-4. Јако. До каде горе било езерово? До куќите удираш. До ондека, значи. Езерото сега најдлабоко е околу 80 и кусур метри, а било околу 150 и нешто. Најдлабоко е моментално кај Стење. Пеликани, порано имало многу, но сега бидејќи нема риба, нема ни пеликани, има многу корморани. Јагула е видена пред 10 години. Трагедија, значи буквално што се случува со ова езеро е жалосно. Селото Конјско е оставено буквално на милост и немилост. Кај немаат пат, немаат ни вода. Не може да се види, таму има табла, тоа е границата. Таму е
Македонија, таму е Албанија. Полека пристигнуваме. Ова се што е бело, тоа е измет од птици, бидејќи се ова е полно со птици. Треба да се пели од измет од нивни. Видите на дрвата што ми имаат направено. Ова овдека е цистерна. Се верува дека калугерките кои живееле овдека со дождовна вода тука се бањале. Езерото првно било до онаа јама ондека, до оваа пештера, тука ги врзувале чамците. Еве пеликан, го гледаме. Ајде бачко, ајде лепото. Тоа лепото. Каква лепота. Еве го братот, тоа златен. Каква природа имаме, луѓе, гледате ги пеликаниве. Не фати и дождот веќе. Ајде мо, црквата, не знам дали ќе ја фатиме. Црква не е таму, но не може да стигнеме сега. Штета. Тоа сега треба да се вратиме. Оставачко ки се сега бензина што носи без бензин на средезено. Ќе ти повлечи. Ладно? Ајде мало. Тоа е тоа. Ја очекував дека има мало островче, ништо на него и стварно немав никакво очекување, ама го беше amazing, вау. Си земав цела опрема, ништо не исполнал низ. Ништо не видовме. Земав двоглед, земав нож, земав се земав. Двогледот добро дека имаше, нели? Шо виде со двогледот? Пелкани, корморани. Браво. Браво сине. Се. Возиме на кај границата со Албанија. Имаме околу 30 минута возење, мислам дека до Пустец да јадеме преспански крап. Многу бил добар, но штета кај нас нема ресторан што го спрема, така да ќе одиме во Албанија, биле експерти за тоа. Само што влеговме во Албанија, границава е многу лесна, се поминува, нема многу коли, дечките што работат се многу кул. Трудна крава. Знаете дека прв пат ние да пинеме у Албанија? Инако ова е Пустец, не ви кажав. Колку магариња има? Еве ние кадуриме ки кристики. Каква? Ете ти парки. Епа, ајде, стигнавме во Мала Преспа да пробаме преспански крап. Ова е Мала Преспа. Натаму си на кај плажа, но езерото е страшно многу повлечено, така да сонце пука. Треска, дожди се сонце. Еве овде. Одиме да јадеме. Е ова у природата најмногу сака да го јаде брат. Треба. Како коњ да паси. Еве го менито. Имате крап на скара е 700 леки, пржен крап 700 леки, белвици 500 леки, а преспанска тава, што е специјалитет тука, е за 20.400 леки. А скопско имате тука, што е многу јако, и скопско е 150 леки. Компирче слигна, голема шопска, цацики, каква? Еве го моето главно, а еве го специјалитетот, тава со крапче, фино сецкан кромит, лукче и бело вино. Ај на здравје. Сега се враќаме назад во Македонија. Поздрав, чао. Видете го петолот. Еј кокошка. Ти брат, шо правиш, братче? Крапов во вода го погоди. Ова е после камп, затоа што 10 дена не застана да игра. И трча и све, и не спиеше доволно и сега кома. Ама ќе го разбудиме сега. Нема да спие на вечера, го оставиме да спие сега. Да, но при треба да најме кај ќе пренокиме, кој негде околу Преспа. Добро утро, бачковци! Ние денеска преспавме, тоест вчера, како може денеска да кажам, ова нашо пробував да бевам, на брзинка да кажам и глас ми се фати и се. Преспавме тука едно местенце, заборив кога сега место, втор пат доаѓаме, значи секој година поеднаш доаѓаме тука кога го истражуваме овој дел и езерото е се поназад и поназад. Но од овие дрон снимки може да видите колку е интересен овој предел и е доста популарен. Има премногу луѓе од диаспората кои се доени на одмор тука во Македонија да си ги видат роднините, своето родно место и си доаѓаат тука на ручек. Имаше се. Цените се окей, нормални. А сега, влагаме во комбе, одиме да видиме еден преубав манастир Богородица на селото Сливница, а од таму продолжуваме на кај Крушево. Сега сме во селото Сливница. Каква стрега ќе имаме сега со манастирот не знаеме. Сега застанавме тука во селото, прашавме луѓе нормално и ни кажа дека треба се земе клуч и одиме нагоре.
патот до манастирот имате и помала црква Свети Петар. Стигнавме до манастирот, реално тука е многу добри за спиење, луѓе. Имате неколку места, еве сме ние позади. Криво е, но ако ставиш рампите ќе бидеш исправен и одма си над манастирот. Многу убаво изгледа. А таму доле кај што доаѓаме има ширинка една. Исто и таму може да се паркирате да спиете. Финтата сега е, еве ви ги, ние сме тука, а имате патека до црква Свети Георгија. 2,7 км. А не е многу. Ајде да видиме каква е црквата. Мораме да одиме. Што? Јас се го нарам некој змии. Ајде да видиме црквата. Влеговме натреб од црквата на Света Богородица и можам да кажам дека ова е нешто невидено. Премногу е сочувано. Можете и сами да видите. Маестрален живопис. Ова е нешто, немам зборови. Македонија! Како беше црквата? Натре? Перфектно. Пишува тука света вода, таму доле. Кочано ми вода. Одиме Марк накај Крушево. Идеме да им го вратиме клучот на луѓето, што ни го дадоа. Иако горе беше клучено, но сега нема никој тука, ќе им го ставиме само на маса. Клучот, благодариме! Малку километража, но доста возење. Стигнавме во Крушево, стигнавме на Мечкин камен, доопме преку Демир Хисар. Значи овој пат не знам дали многу мина од вас го имаат возено, но нас ни е омилен. А еве ни го шефот и нашиот омилен споменик. Баш ми е драго што ова место е зачувано чисто. Ќе одиме кај црквата на Тоже. На Тоше. Денеска е голем ден, голем празник, преображение. Стигнавме до Македониумот. Никогаш го немам снимано и тотално ми било криво зашто го немам снимено со дрон. Какви почетници сме, само што дојдовме тука и снимавме се што можевме со дрон и да влеземе, заборавивме парите да ги земеме. Нема веќе, сега одиме да ручаме во Крушевска одаја, мислам дека сега кафаната. Еве најубавата патека овдека. А и температурава е денеска перфекција, луѓе, да ви кажам. Дојдов му кафанава кај што ни ја препорачавте, да ви кажам, до сега изненадува. Имаме македонска салата, лути пиперки и велато овче сирење, многу добро. А нарачавме месо за јутре да имаме јадење. Стигне селското месо, но знаеш што е финдата? Ова има вкус на гравче, кога баба ми што правеше посно, многу ставаше нане. И само потсеќа на гравче, само што е селско месо. А ова е македонка. Зашто вака изгледа, не знам. На сега да ги прават вака, да изгледа како калцоне во Италија. Се не јаде, брат. Ке ми пукне стомакот. Значи, луѓе кафанава што не препорачавте, Крушевска одаја, лудило. Ни остана. Да. Ни остана јадење и имаме зутре ручек сега. Само кон причиња да ставиме. И сега одиме да најдеме место каде што ќе си одмараме. Кај е братот? Брат. Не, го бега таму позади. Да. Вози ме. Дали ви е познат овој пат, оваа букова шума? Пристигнавме до манастирот Преображение. Ова е манастирот што го помагаше Тоше Проевски, сигурно многу вас знаат за тоа. Едниот пат кога бевме тука не беше отворен. Ќе пробаме дали сега е отворен. Живописот овде е лудило. Повторно сме на нашето си старо место, но овој пат не отидовме длабоко таму во шумата, бидејќи каде што седиме ние имаме и река, но овој пат реката е исушена, затоа ќе си поседиме тука на страна, не мора да се бутнаме далеко, ќе седиме само една вечер. Еве ни ја таблата, тоа ни е селото Аринево, таму ни е црквата, таму има уште една црква. Прекрасно местенце ова, но проблемот е сега што многу ѓубри има. Ќе пробаме да собереме колку можеме, но има премногу ѓубри. Еве гледате тука. А гледате ни оваа природа. Баш се избориме, многу сакаме кога се враќаме на некои места каде што сме веќе пренокиле и така неколку дома да се враќаме. Еве ни е реката. Лани бевме тука има еден дел каде што има лековита вода. Ете ја таму ако гледате. И таа е како кисела вода. Знаете за кој вкус зборувам. Со полна со железо. Помага за бубрек.
You got fat, што да правим? Мо врзуваат брат да шета малце. Не, јас ке го шетам, јас. И се карат каде го шета мачите. Може да избега кога ќе уплаши од нешто. Кој ќе го чисти, брат? Ти ќе очистиш. Ти му правиш вакви екскурзии. Ама сака да шета, што да прави? Тигар. Добро утро Македонија и другите што не гледаат од други држави. Ние сме повторно во село Арилево, ова ни е некако како наше место, си го сеќаме, над Крушево. Сега идеме маца да прошетаме во селото, да видите што е, како е. Тука го имаат најубавото, најдоброто за нас бар, тоа е вкус, овче сирење. Еве ние куќата, кај што бевме лани кога певме раке и сиренце, најдоброто сирење го имаат. Еве веќе доаѓаме до старите куќарки. Видете ова што убаво, какво дворче има тука. Па патот го направиле. Видете го и ова. Целото место е полно со ореви. Природата си се враќа. Зошто викам нека има најдобри луѓе тука во Арилево. Гледајте луѓе. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Ау, значи домашно. Ова, па тука, еве ви, да со ручекот и салатичка. Плюс сирење имаме спремни за салата. Ти тураме на Бала ракија. тета. Пиеш ракија? Не одбивам ракија. Домашна? Каква? Ајде, Планинска чиста од овде. Ајде чичо. Овде варена. Една значи имаме. Еве ви природно нешто. Ето тоа Марк гравче. Земи ќе ги садиме, ајде. Луѓе, ви благодарам многу на се. Имајте убав ден. Ајде, чао, чао. Златни луѓе. Требав ми да земе некој. Земи уште. Ако некој знае... Од ова се прави чај. Тајте ви од што се прави чај. Не мислев се патлиџани прво, па мислев дека се Цреши. треши, да. И глеј, има многу малини, но не се од тие вистинските. Мечканата ги јадела. Од овие работи може да се прави парфем, може да се прави чај. Ќе ви направам парфем и ќе ви направам чај. Ама у Македонија ќе ви направам парфем. Прво ги цецкаш на мали парчиња, ставаш врела вода, 5 минути чекаш да се зовријат, го мешаш, после готово. Со празни раце не се враќаме од ова село. Од бавча имаме, од други комши нови и ново сирење имаме. Отворите. Тоа е дрен. Сега го беревме со Марк. Мислам дека се прави чај од него. Треба да се суши. Онма се фрламе на јадење. Еве го тазе домат, патлиџан, тазе пиперка, сиренце, бубеница, лепче од вчера од ресторанот. Обично ја не јадам доручак, но овој пат не можам да одбијам. Имаме куче со иста боја како мали брат. Гледате ги, исти се шарени. Исти сте. Сладолед. Како сладолед? Со рилевско сирење. Видите го, тука има јајце. Кој јаде Марк, тука има јајце. Сега вижиме на ново место. Овој дап на гробиштата во селото Кривогаштани вела дека е стар над 500 години. Има многу анегдоти за него, нешто што дознав сега. Неколку луѓе кога проблем да го сечат, секидата се враќала назад, ганки кршење се враќале назад. Ева тука оваа страна видите, гледате колка и се лопатите во споредба на шовите со него. Едитори да купува овоши и зеленчук од локалците, таму што има тезга пред куќата извадена. Многу сакава кога да купува. Ве застанеш да земеш овошје, Што направи бе човек? да земам за летна манџа. Пиперка кило и патлиџан кило за летна манџа. Све од бавче од човекот. Каква мирис има. Моментално движиме околу Плетварен регион, каде што случајно на Google Maps отвараме да видиме дали има некој како етно село да јадеме нешто со рипче. Најдобро нешто. Таму идеме сега. Возиме по стариот пат, и него новиот горе. Еве стигнавме. Но нека се има веќе, ова има хотел. У ресторанот што не чека. Ево, како се вика? Емилија. Емилија. А Марк со бачко газда ќе ловат риба денеска. Што ќе пецате? На крапче сме денеска. Опа! Спремен си? Ја мама ја чека да мамаме шприцер. Рекава сега сигурно е ниска, ама кога е пролет е многу голема. И еве ни го езерцево. Тука на крапче сиде. Кој сака може да си лови. Од таа страна да е Мариово. Има и црвени има. Ајде да видиме. Огромна! Големи се. Марк фати риба. Мотай. Еве го. Измориме. Оу, Марк! Еве го. Еве шо фана Марк. Не може да си поверува. Ова е најголемата риба до сега. Марк!
Треба нешто желба да замисли. така. A jela pušti je sad ti. Ајде, дојди да ја пуштиш. Pušti je to, evo. Ajde. Ова! Не се плаши. Ajde srce, što se plaši? Оди. Турнир. Буднија. Ajde, Браво, Марк! Ајде да пукне. Да, шо викаш, бе ти, шо викаш? Или ги сите? Се најадовме, многу беше добро јадењето и сега возиме на крај Скопје. Да одиме најтажен, затоа што цело време кога треба да одиме дома он не сакам. Ама тоа е. Лайк, subscribe и се гледаме во наредно видео. Peace!